Како што гледате, Вице Заев ме тужи за нарушен чест и углед. Значи, Вице Заев ме тужи за нарушен чест и углед. Како што видовте внатре, денес не се појави на подготвителното рочиште, испрати адвокат. Јас решив да се бранам сам, затоа што сметам дека немам потреба од адвокати и од правна помош, затоа што тужбата е класичен нонсенс и е исклучително политички притисок. Во интерес на јавноста, Вице Заев ме тужи за нарушен чест и углед, затоа што сум кажал дека про НАТО и про ЕУ вредности не се наместени тендери, бизниси за членови на фамилијата и братот на премиерот кој што станува главен бизнис фактор во државата во телефонско јавување на еден медиум. И сум кажал дека и во Брисел и во Вашингтон многу добро знаат дека тоа не се прозападни, про НАТО и про ЕУ вредности. Значи, ова е причината зашто го малтретираме судот, зашто се трошат средства, зашто се одзема и вашето време, зашто се одзема и моето време, но очигледно пораката е друга. Пораката на главниот бизнис фактор во државава, тогаш секој станува, сега е веќе станат, затоа што има поминато време, е до сите бизнисмени во државава да размислат дека ако може главниот бизнис фактор во државава да го тужи подпредседателот на ВМРО-ДПМН, вториот човек на опозицијата, што може да им се случи нив. Јас верувам во правниот систем на државата и на следното главно рочиште ќе ги видите и доказите кои што ги имам приложено. И соодветно на тоа очекувам да судот го отфрли ова тужбено барање, односно да не ја прифати тужбата, а во однос на притисоците од власта повикувам да престанат затоа што ова е една лоша практика која што не сме да продолжи да се случува. Сакам да ја потсетам јавноста дека заради вакви зачестени случаи во координација и на власта и на опозицијата пред неколку години се донесоа измени на законот за клевета, односно кој што ја опишува слободата на изразување, во кој што јасно ставивме граници со цел да вакви нонсенс, глупави, нема друг збор, пријави не се случуваат. За жал еве од сега само решаваат тоа да не го почитуваат. Има неколку наводи кои што се наведени во тужбата кон мене. Пишува дека господинот чувствувал од изјавата вознемиреност, главоболки, имал вегетативна симптоматологија во вид на потење и црвенило на лицето, па би сакал да го прашам на кој начин дошол до тие заклучоци и како утврдил дека тоа му се случува. Следното рочиште е на 26 февруари, има време, јавно кажувам што ќе го прашам, да се спреми до 26 февруари. Па тие се веќе приложени во одговорот на тужбата, решив да не давам дополнителни докази. Поентата на одговорот на тужба е следна. Она што јас сум го кажал во својство на подпредседател на политичка партија, опозициона, која што има право да ја напаѓа работата на владата и има право да искажува своји мислења за начин на работа на владата. Врз основа на бројни написи во медиуми, имам наведено преку 40 написи во медиуми во одговорот на тужба, сум стекнал впечаток дека братот на премиерот станува главен бизнис фактор во државата. И само да одговорам, и на тоа има два начини да се одговори. Или да потврдат, или да излезат да демантираат, а не да ги малтретираме сите овде да доаѓаат на суд. Затоа што сметам дека не треба да трошам лични средства, ова е еден бесмислен предмет, сметам дека имам доволно правно знаење да сам се одбранам. Се работи за еден апсолутен нонсенс во кој што не мислам дека ми треба правна помош. Очекувам на следново рочиште и повеќе од еден адвокат да се појават на другата страна. Што ја ви кажам, ако му дошло на Вице Заев до 30.000 денари, со здравје нека и троши.